Конечно некој се сети на оригиналноста на Штипско Ново село. Со пари од државата ќе се реставрираат неколку новоселски куќи, кои се заштитени како споменици на културата, како резултат на својата специфична архитектура. Оваа година се планира да се започне со реставрација и конзервација на фасадата на Личкови, каде институцијата веќе ќе го преобјави тендерот во наредниот период. Јас се надевам дека ќе се избере фирма која што ќе започне со конзервација на оваа прекрасна фасада. Освен куќата на Личкови, на списокот за реставрација се уште две други куќи во Ново село. Во делот на Ново село се планираат уште две куќи, тоа е куќата на Крстимир Сирков 69, познатата куќа каде што се снимаше филмот Среќна нова 49 година. Планираме исто куќата на Дели Петриви да ја санираме фасадата. Претходно се инвестираше во реставрација на еден од символите на Ново село, црквата Свети Спас. Се работеше интензивно на конзервација на фреско живописот на црквата, кој што е доста богат и колоритен, како и целосна санација и покривна конструкција на самата црква. Овој проект е целосно завршен. Исто така сакам да ви информирам и за еден друг исклучително значаен проект, а тоа е конзервација на 85 икони, кои што ќе си го најдат своето место во посебен галериски простор во црквата Успение на Богородица овде во Ново село. Дел од фреско живописот беше донација од штипјанецот Петар Милев. Продолжуваме со соработката и мислам дека за следното празнување на Свети Спас, околината, инфраструктурата, зеленилото ќе биде во многу подобра светло, за да можат нашите сограѓани со задоволство и да бидат присутни на празникот на Свети Спас. Инаку, ова е прв пат државата да инвестира во зачувувањето на автентичноста на Штипско Ново село. Штип не е заобиколен како град и благодарение на поддршката на Министерството за култура, се оно што значи историско наследство, се зачуваат сините генерации. Штипско Ново село е најстариот дел од градот, јадро на прогресивната и револуционерна мисла и едно од ретките места во државата со куќи изградени во автентична 19 вековна архитектура.